Наместо низ политичка дебата да има усогласување на ставови, се случи влечење на микрофони, закани, пцости, фрлање чаши и шишиња. Македонското собрание се претвори во арена на докажување постапки и однесување недолични за еден законодавен дом. За ваквиот крај на седницата на Комисијата за европски прашања, во кој главна звезда беше председателот на ова тело, пратеникот Арбер Адеми од ДУИ, опозицијата бара санкции за, како што го нарече, неговото дивење во собранието. Повикуваме јавното обвинителство да реагира, а во исто време бараме да се симне имунитетот на пратеникот Арбер Адеми и да одговара за насилството во законодавниот дом. Очекуваме и пратениците од коалицијата на СДСМ и Димитар Ковачевски да излезат од скутот на ДУИ и еднаш барем да се охрабрат и да санкционираат вакво однесување, бидејќи гледаме дека кога едно самоволие и насилство не се санкционира, тогаш уште поголемо се повторува. По синоќешниот тензичен настап, Адеми денески изрази жалење за настаните, вели бил испровоциран. Изразувам жалење за сите тие сцени кои вчера се случуја во Комисијата за европски прашања и за тие испровоцирани сцени од страна на опозиција. Значи, тоа не требаше да се случи. Секако реформската агента на ова парламентарно мнозинство и на владата треба да продолжи, не треба да потпаѓаме под вакви провокации од страна на опозиција кои се мотивирани од странски агенди за дестабилизација на земјата. По инцидентот следеше нова расправа преку социјалните медиуми. Државниот секретар во Министерството за култура Валмир Азири се закануваше со физичко насилство за што Антонио Милошовски го пријави во полиција. ВМРО ДПМН од пред владата побара лично да реагира премиерот. Овој владин функционер вчера повикуваше на физичко насилство со нанесување на тешки телесни повреди и ова е кривично дело според членот 394г од кривичниот законник, дело со кое што се предвидува казна затвор од 1 до 5 години. Токму поради тоа и сериозноста на овој инцидент, а и траорноста на вчерашниот ден за демократијата во Република Македонија, дојдовме и лично го поднесовме барањето за остра реакција од председателот на владата господинот Димитар Ковачевски, од кој што се бара брза реакција. Политичката некултура и нетрпеливост што се манифестираше во собранието се случи токму во периодот кога во Скопје се одржува 19-тиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет Северна Македонија и Европска унија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.